Вчера во спортската сала Јасмин се одржа вториот поред традиционален меморијален кошаркарски турнир за ветерани Ордан Тотов во чест на кавадаречката кошаркарска легенда. Годинава учествуваат 4 екипи, тоа домакин од Тиквеш, потоа екипите на Борец од Велес, Пелистер од Битола и екипата на Струмица. Се одиграат две полуфиналиња и финале. Прво Пелистер го победи Борец со 57-36, а Струмичани беа подобри од Тиквеш со резултат 27-24. Ветераните има и надпревар во шутирање на тројки, а секоја екипа пријави по двајца кошаркари. Битолчани ги пријавија центрите кои и победија. Здравески имаше 9 погодени од 10 обиди, а Талевски погоди од 6 од 10. Во финалето Пелистер беше подобар од Струмица со резултат 34-26. Новиот турнир за Пелистер настапија Трајковски, Стоич, Марковски, Богоевски, Петковски и други, додека и Струмичани во своите редови имаа многу познати имиња како Настев, Ушинов, Кечев, Зетов, Апцев, Ефтимов, Тимов, Узунов и други. Голема благодарност учесниците оддадоа и до градоначалникот и советот на општина Кавадарци, како и на компанијата Кожувчанка, кои помагаат овој меморијал да се одржи. За самиот турнир поразговаравме со Пане Тотов, инаку син на Ордан Тотов, потоа со Александар Клинчаров, како еден од организаторите, како и со Бошко Георгиев бизнисот, легенда на струмичката кошарка, а воедно и современик на Ордан Тотов. Втора година поред спортската сала Јасмин домакин на еден традиционален меморијален турнир во чест на легендата на кавадаречката кошарка Ордан Тотов. Стана традиционален, тоа беше целта нели на минатата година кога имаше само две екипи. Еве годинава 4. Да. Голема чест и задоволство ми представува целокупната организација на овој меморијален турнир во чест на мојот татко Ордан Тотов, кој што сепак сигурно значил многу за кавадаречката кошарка, што ме во толков број имаме толкова заинтересираност од страна на екипите од Македонија сега за сега да дојдат и да учествуваат во овој турнир со цел да му одадат чест на мојот татко. Станува збор за турнир за ветерани. Турнир за ветерани, значи ветерани кои што не се повеќе активни играчи во своите клубови. Меѓутоа сепак имаат желба голема да и понатаму продолжат да се дружат, да играат и да го промовираат спортот низ целата кошарка. Кажи ми сега вака, кога спомна предмалца рече за сега македонска екипа. Тоа значи дека имаме нешто повеќе во план? Така, значи ланската година имавме еден гостин, значи една екипа гостин, екипата на Велес и екипата на Тиквеш играа. Оваа година имаме уште две екипи гости, екипата на Битола, екипата на Струмица и уште оваа година имавме најава за гостување на екипи од бившите екс-републики, меѓутоа ќе го оставиме сепак тоа да си полека да си се созрее за да имаме таков меѓународен турнир да направиме. Да, така. Може. Александар Клинчаров, пред малку разговарајќи со помалиот Тотов, кажа дека на некој начин ти си еден од иницијаторите на овој меморијал. Па јас и уште заедно со господинот Панче Тотов, заедно со Џоко Наумчев, со директор на спортската сала, сме едни од главните организатори, значи да го покренеме иницијатива да го организираме овој, се надевам веќе и традиционален меѓународен кошаркарски турнир Ордан Тотов. Мене ме чини дека ти си ето оно во кошарката што на некој начин си го знаеш, токму од Тотов го имаш. Да. Данчо Тотов за мене и за сите нас, значи беше пред се и учител и ментор и играч и пред се кошаркарска легенда и пред се и човек, значи и по завршувањето на играчката кариера и неговата и нашата ние се дружевме и на некој начин почнавме и да се дружиме и да ги одигруваме овие веќе ветерански утакмици. Легендата на струмичката кошарка, Бошко Георгиев бизнис, еден од современиците на Ордан Тотов. Игравте со Тотов, игравте против Тотов. Што ќе кажеш тебе на кратко за Ордан Тотов? Како прво мило ми е што сме овде на овој турнир, а од друга страна ми е многу жал што еден добар, драг пријател, јако бевме во супротни екипи. Сепак тоа беше човек со кој доста години поминавме и после кошарката, доста работеше со Струмичани и се гледавме.
А што се однесува на самата кошарка, Тото беше еден голем виртуоз, еден голем играч, знаат кавадарчани кој беше и како беше, не би секал јас сега да зборам за него, него имаме еден добар случај во Струмица, тоа беше негде пред 80 година, во старата струмичка сала во Партизан, и тоа ми е како сега тренерот кој ќе го чува Тотов. Тотов беше алфа и омега во вашата екипа, и јас како млад играч, и не сега вако, него доста после, ајде да го чувам ја Тото, пошто никој не можеше во Струмица да го чува. Игравме, изгубивме, а Тото даде на 30 коча, јас се трудев колку можем, но Тото беше Тотов.